Скокнал од малото пристаниште во езеро и завршил со тешка повреда на рбетниот мозок, која ќе го остави парализиран за целиот живот. Овој немил инцидент на 14 годишно момче, што се случи неодамна во Охрид, го извади на површина проблемот со изведување на скокови и акробации во езерото. На крајбрежето не постојат плажи или места за капење кои ги исполнуваат условите за ваков вид активности, кои налагаат посебни мерки. Сепак, занемарувајќи го ова, многу капачи, претежно млади, на сопствен ризик скокаат, доведувајќи го во опасност животот, како што е случајот со 14 годишното момче. Беше донесен пациент на 14 годишна возраст со тешка телесна повреда на вратот и од комплетна одземеност на долните екстремитети, како и одземеност на горните екстремитети. Веднаш беше пристапено кон диагностички процедури, направена компјутеризирана томографија на вратот, при што беше констатирана тешка фрактура на петтиот вратен пршлен. Дното на Охридското езеро е со специфична конфигурација. Има подводни карпи, израслини, некаде и остатоци од метални шипки од стари мостови, како и од платформите кои се рушија пред 4 години. Скокањето во вода е исклучително опасно и во најголем број од случаите лицата за жал завршуваат со тежок инвалидитет. Капачите не ги знаат условите каде е плитко, каде е длабоко, па ќе се зарине долу во теренот под водата, кога посебно во раните утрински часови, кога уште нема видливост за капење и така натаму се настануваат големи трагедии, посебно кај вака млади деца, да речам, кои што неискусни дошле на летување и сами преземаат одредени активности кои што се навистина трагични по нивното здравје. Само на дел од капалиштата се поставени соодветни знаци со информации за тоа колкава е длабината, какво е езерското дно и каде е безбедно да се пристапи во вода, велат од Црвениот крст, укажувајќи дека и на пазените кај нас не сме да се изведуваат скокови во вода, затоа што не ги исполнуваат условите. Она што треба да им се каже на туристите и да се апелира до сите оние кои што доаѓаат да ги користат капалиштата, да ги користат безбедните капалишта. Инаку само за еден месец спасителите на вода извлекле 17 давеници, од кои едно 9-годишно дете кај Свети Наум. Сите можеле да завршат фатално. Изведени се и над 400 интервенции на укажување на прва помош.